Не е тајна дека ги гледам просториите уште пред да ви бидат презентирани на камера. Па затоа кога овој стан го видов и просторот кој што требаше да го изработиме, а беше 45 квадрати магазински простор во подпокрив, ја констатирав оваа состојба во која што сметав дека едноставно нема никакви услови за работа. Бидејќи нема светло, нема прозорци, нема ништо, беше премногу натрупано. Па се договоривме со газдите дека не е лошо прво да се расчисти целиот, јас да ставам кровни прозорци, а потоа да работиме во него. Па затоа прво јас одам по прозорци, а тие на чистење. Прво мораше да изведеме кровни прозорци во третиот стан, за воопшто да може да се работи. Тоа го искомбиниравме и со реконструкција на дел од кровот. А за кровните прозорци јас сум повторно во Мега. Права сте кај џончињата, зашто тоа ми треба. Така, да, покажете. Кровен прозор, не е еден, ами 7-8 ќе ни требаат. Ева, кажи ми, кои информации ти требаат од мене? Прво ми треба информација на како кров се поставува. Дали е керамида, дали е лим. Керамида. Значи, чим е керамида, нема да е никаков проблем. Косовината на кровот е 15 до 90 степени. Исто така битно да ми кажете кој е отворот. Отворот е, значи, растојанието помеѓу гредите не е секаде исто, некаде околу 60 на сантиметри. Значи, одлично, овие ќе ви одговарат. Битно е сега. Тука кај што стоиме? Да, тука што стоиме. Зошто не ти е таму? Па може и тие, ама ова мислам дека најмки ви одговара затоа што внатре дрвото е направено од импрегниран бор кој што има заштита од вода и така. Ова му е завршно. Да, завршно браво кај тоа, да. Исто така како може да видите дека има отвор кој што дозволува самиот прозор вентилација, струјање на воздухот од натре надвор и не дозволува задржување на Океј. натре и да, овие значи плюс додатни делови кои што посебно се добиваат, значи рачка за затварање и внатрешна завесица. Значи, ви доаѓа прозорот како прозор, така? Да, како Овие прозор. си ги купуваме дополнително, Така, да. а од страната од на кровот Да, има опшивка која што е еластична и дозволува обликување за да може. Ајде да го видиме и од надвор. Може да еве значи од надвор. Еве може да видите вака флексибилна опшивка која што без проблем се обликува и може да се намести. Аха, ова доаѓа добро. Да, така. Исто така заборав да кажам дека има уште еден пропратен елемент со кровниот прозор, ваква надворешна завесица. Добра. Како ролетна, некој не е тотален обликат. Добра. Епа фина. Овие си доаѓаат заедно со џамот, претпоставувам. Така, да, Тука тие доаѓа керамида. Епа добро. 6. Може. Јас ја завршив првата моја работа и спроектирав 45 квадрати. Стан кој што требаше да биде наменет за нив или за керките сеја. Меѓутоа, низ дискусија, тие одеднаш изјавија дека сакаат 135 квадрати, значи и просторот што го проектирав и таму каде што живеат, да биде пренаменет во простор за издавање, што мене ми изгледаше многу нелогично, како 135 квадрати ми изгледаат многу, па предложив да се разделат на 3 засебни единици, значи на 3 стана кои што ќе се издаваат. Некако да се разделат. Ове ли? Ај, ама си. Не доаѓам прв пат. Клучот го Се едно си джентлмен. Да. Добро, јас вистина не доаѓам прв пат, еднаш кога ме викна за еден простор, што се наоѓа таму и е во моментов невидлив. Потоа излезе дека тој простор не е баш многу доволен за сите желби и идеи кои што може да се изродат по пат кога се дискутира за еден стан. Па предлагам прво тој да го зирнеме па да видиме што сме направиле. И минатиот пат кога прв пат бев тука ми дојде во очи прво гредите, после вака начинот на влегување во новиот простор. Да, ефтен скришно место. И сега е супер. Ама ти се допадна како простор, нели? Да, како простор ефтен ми се допадна. Океј, ова ни беше првиот простор. Да. За да можеме да влеземе во овој простор, требаше да се руши една бања одека. Вашата идеја беше овој простор да го користите за себе. Да се одвоиме од дечињата. Ете така, вие да се Девојки одвоите од девојките големи, дечиња, да. да има кујна, дневна, трпезарија, спални или една спална поголема и така натака.
И после ви текна дека сакате да го издавате станот. Тоа беше твоја идеја, мислам дека не зарази со идејата. Беше оберучка Да. прифатена, што би Може. рекла. Единствен проблем беше што целиот простор, нели, ово и тој таму е околу 135 квадрати, па некако Тешко се ми издава. се виде, да, тешко дека ќе биде за издавање. И затоа мојот предлог беше да се искасапи целиот, да се добијат 3 во 1 да се 3 во направи. 1, Да. 3 единици. Овдека имаме вака од прилика изгледал, претпоставувам и тој простор преди да сте го уредиле? Исто, без овие само. Да, тие вие сте си ги Да, дотарувале. ова беше за да го оформиме просторот да немаме прашина. Значи, ова ќе биде едниот стан, како ќе влеземе во него ќе видиме. Да. И сега ајде да се вратиме назад, кај што треба уште 2 стана некои да се Да направат. Чисто да ги разгледаме сите простори, па ја да бркам работа, вие вашата. Ајде, повели. Колку цевки за парно имате на сите страни. Но тоа е супер. Да, супер вие. Таму ќе играме со радиатори од оваа инсталација или не? А како е позгодно, радиатори или грени Може и тела? грејни тела да завршат работа. Се малце Голем. поголема бањава. Ќе ја скрати неверојатно. Ќе мора да се скрати заради влез во тој простор. Да, не би се пикале овдека ни со вие. Кади не ни треба. Када не треба за издавање секако. Да. Тука слоба на некоја девојче. По-зрасната ќерка. Плакарот ми го оставаш, гледам. Лакарот ќе мора да го ставиш, не смеам. Љубена е ќерка ми во него специјално по незината така. А, така, добро. Све става брат. Океј. Таму од дневниот простор, ова е исто гарнитурова, ќе мораме да ја задржиме. И пак ќе искористиме се што имате, сепак се 3 стана, во сите 3 треба и гарнитури, фотели, столици, и кујни, се што треба, пак без разлика колку се мали или големи, се им треба. Ние реновиравме ова пред 2 години, а еве сега Сега пак се офрли пада да реновираме, така да и кујнава овдека што ја гледаш, ќе мораш да ја задржиш. е пак ќе гледам јас. Да ја задржиш, Да. ова 2 години е стара. Тоа Да. е царство на жена ми. Шове на женати, Како го чува, ама само мене ме преќа таму. вистинска жена. Паметно, паметно. Добра, значи дневна имаш И уште една сега- соба таму, да, така? Имам уште една соба. Ево ова е собчето малечко. На помалата ќерка. Убавко. Убавко, ама нема да биде тоа изгледа. Нема Кој да знае што биде ќе биде. сега веројатно. Добро, мојата работа е сега да почнам да проектирам подетално, да извадиме нели 3 засебни единици од еден цел стан. Твојата работа е да ги дособерете зоки, полки, книгите, парталиве, сите надворот и тоа што ќе остане отиде. Отиде. Ѓубре. Ништо, ќерка ми ќе дојде да ги собере таа што е занези, пошто Ми не е само заврши. керка ти таму твои чевли има и Добро се. секој за своето нека си се ангажира ден, два и на мајсторите ќе си го соберат. Све што ќе остане може да собере од мејсторите. Ето така. Джастин Бибер. Добро. Просторот изгледа многу симпатично со дрвените греди кои се гледаат, а се дел од основната конструкција на подпокривот. Оваа стамбена единица била оспособена 1992 година. Првата идеја на Томе беше да го обновиме и уредиме само задниот простор на подпокривот, кој во моментов е вистински магазин за се што треба и се што не треба. Очигледно е дека сопствениците сакаат нападни бои и смели комбинации. И оваков дизајн во 92-та бил прилично радикален и смел. Фино што си ставив трн во здрава нога, па сега треба да проектирам наместо 135 квадрата, наместо една бања 3 бањи, 3 кујни, солар, кров, прозори, подоби, не знам што се не. Да почнеме од почеток што сега треба се да срушиме, за да може да биде тоа изводливо. Значи еве ни е основата и ова се сите ѕидови што треба да ги срушиме. Од кујната, од едната соба, влезниот дел, влезната партија, дел од преодите, за да може да се формира влезен ходник, дел од бањата, целата бања
и така натаму и така натаму. Значи овдека ни се појавуваат два огромни оџака во 45 квадрати кои што се непоместливи и јас се сумневам дека и во остатокот од просторот ќе наидеме на такви проблеми, дека ќе најдеме нови оџаци, нови греди и така натаму и дека ќе треба ова неколку пати да го премерувам, проектирам и препроектирам. Merinos во Нью Йорк. Merinos во Париз. Merinos во Истанбул. Merinos во цел свет. Турскиот бренд Merinos е лидер во светот. Ова е гордост на сите нас. Merinos, секаде каде што живеете. Мега Куманово. Комплетна опрема и обработка на интериер и екстериер за вашиот дом. Од сега и со голем салон во Скопје. Открите едноставноста. Пура вида од Ханс Грое. Ексклузивно во салоните на Шате во Скопје и Битола. Леле, каков хаос. Не ми се влегува дома кога ќе помислам што се ме чека. Плакарите на Акрон ќе ви го разубават домот или канцеларијата, а во исто време вашата гардероба и документи ќе бидат безпрекорно организирани. Градените плакари на Акрон се вашиот излез од секојдневниот хаос. Слободно, одете си дома. Неверојатно е што се подот може да направи. Прозори има, светло безпрекорно и може да се руши. Овој преод треба да го срушиме за да може да отвориме простор за влезен ходник и влез во станот кој го нарекуваме стан 3. Ги рушиме и преодните зидови на просторијата што во иднина ќе биде организирана во две бањи. Се појавуваат гипсови, зидови, инсталации, почеток на бескрајно рушење и зидање. Дел од чутот се носи на подот на третиот стан, каде треба да се сработи висока кошулка, па ова ќе служи како полнетица. А пред да може да се постави кошулка, мораше да се изведе и водоводна инсталација. По рушењето имаме нова ситуација со нов изглед на бањите, кои ќе бидат изведени не како јас сакам, туку едноставно како мора да се изведат. Вака ќе изгледаат бањите на првиот, вториот и третиот стан. Тушот на единицата ќе влезе во број 3, и тоа со денивелација која ќе овозможи висина за туширање. Среќа другата бања е прилично големка, но наместо када, сега ќе мора да поставиме комотен туш. Бањата во двојката ќе мора да стане потесна од што сакав и исто прераспоредена. А сега кошулка. Да, овие. Така правилно мога да се става. Колку сабина ги са? Равнина со ова, да бе. Сега и ќе да. Нема шанса те равнина со ова да го Чека бе, чека. Суки, овие гипсови, кој ги донесе тука? Кој ги водиш? Содим прав. Абе, нема така, суки, да
Ја не ги носи све чисто, све средано, гледай сега, бомба. Јас искрено премногу голема разлика не видов, ама тие си знаат што било чисто, а што не било чисто. Мене, да ви кажам, ми беше важно да се заврши работата. За другото, си се знаат, нека си се договараат. Сега со овде што ќе премеш, има каскада или нема да има каскада? Што дека има 30 сантима. Овде мора да се јави каскада. Ова си иде, нели, како што се договори. Да, доспрема греди. Така, ова го водиш према биоинсталација. Не можеш, со ова ти диктира све. Ништо ако не да се направи каскадно. Значи овдека ќе се пуни до сливникот, тоа до сливниците овдека ќе се јави каскад. Да, мускаличе. Пошто ти така викаш. Пошто ти така викаш овдека да се јави као скала еден вид. Овдека се едно не ми е битно, оваа зона и оваа не ми е битна, заради тоа што тука ова што ќе биде? Бања ќе биде? Бања, бања, бања. Истовремено на посета по пријава ни стаса и инспекција. Среќа Боби ми е добар портпарол, јас не морав ништо да зборам. И се им раскажа што се правело и што ќе се направи. Не, значи ова машина се става, бето не се меша доле. Значи има одобрено извадено газдата. Ево го на врата е залепен толков лист. Нема проблем. Дай Боже да има значи немате. Значи вака, овдека активности се правени претходно што се отворени кровните прозори, значи не е рушено ништо, оджаци, можаци тие работи. И само се става кошури. Не, значи ништо не е чепно. Томе, Повелио. вие се палевте дека сме рушени оджаци? Не. Не? Добро, ти ми дојде инспекција. Ама си отидоа задоволни, дека нема ништо чепнато. Аха. И пајате видиш одна тужби, аде мамата. Так, само да се пријавам. Значи дојда и праша дали имате одобрување за доле за мешање на песокот, имаме. Ајде да се изчистите. Добро, Филипе. Во секој случај. Ајде. Чао. Под покрив, 6 кат и хит папучи. Наред е измена на прозорците. Старите не се оштетени, но се метални и студени. Би биле окей за магацин, но за во стан подобри се ПВЦ прозорците. Зидањето до крај ќе ми биде ноќна мора. Старите цртежи повеќе не важеа и новата шема ја работев на лице место. Сега треба да изработиме централен ходник за влез во сите станови и преградување и дефинирање на бањите. А бидејќи им цртав на лице место, ништо не им беше јасно. Другата страна зидот што каже. До тука е таман, 90-ка. До дека е таман. Од
суштина. Значи, ама ова да земеш и да го режнеш, нели? До тука. Ако си испостави некој зид, не знам каде другиот. Нема ни баш нисам тука. А може да има некаде горе, зад гредата. Тоа не сум сигурна. Може би гредата да има некаде. Дай Боже да има тука. Оти онаму имаше. Над гредата имаше. Тука нема ваму. Има ли може да биде? Каде? Се гледа? Има ли баш? Ето супер. Ставиме од гипс да направиш. Не може меѓу станови ми. Затоа го зидаме 20. Од другиот стан ќе биде омет. Ова ти е од тој стан. И овде кога гледаш, таму има зид, таму и после право. Значи ова си овој стан. Многу е мало бе, гледај го. Ти си видел туш кабина? Дали си видел, ама... Толкова не сум видел. Па знаеш ли колку има тука? Колку има? Метар на 80 имаш. Кад? Метар на сунец овде. Да се расплатам ја не може да се свртам, а не. Сега ти ако ти треба поголема, еве ти го другиот стан таму бање се. Па дури не сакаа ни да зидаат убедувајќи ме дека нема место за ништо. Но мојата тврда глава со разџвакана мастика во афект потврдува дека ќе биде по моје. Кога се созидаа сите површини, се доби некаков лик на становите, кои сега наново ги премерував и ги проектирав. Дали ми е страв да дзирнам? А добро, не е лошо. Предпоставам дека ова не става. Добро. Сега тука вратата, што? Еве ни промените. Абе, многу... Како ова? Вие сте го потегнале зидот натака за некои 5 сантима изгледа. Саша, дај метрото. Контролно требаше таму во вецето 50 сантима да имаш од зид до тула. Да, 50. Имаш? Шуплё, да. Шуплё? Нов влез, ходничен простор за влез во 3 единици и 3 бањи. Просторите изгледаат чудно. Крш и лом, за кои мајсторите ми кажаа дека сум им го уништила станот што убав си бил. Само си мерев и премерував на секое доаѓање. Ке не собере ли во тушот? Ке собере ли машината? Колку скали и каде ќе излезат? Зошто се јавија денивелации од по 40 и 60 сантиметри? Каде ќе ја стокмиме влезната врата? До каде ќе биде ходникот? Сепак, има доволно позиции за плочките, бидејќи бањите се дефинирани, па одиме да набавиме плочки. До 25 квадрати пуздар се направени и сега произлегуваат 3 бањи, 3 кујни, поточно 3 стана, кои што ќе бидат за издавање, значи не требаат никакви комерцијален тип на плочки, со 3 теми колорни: зелена, кремаста и сина. Имаме сите бои. Знам дека имаме сите бои, сите колори. Сега ќе ти покажам почеток, значи има една патна зелена. Не таква. Тогаш следната е пожива. Да. Ова е нешто фино, мислам дека навака имаше или таа или ова. Навака кога ја погледнам таа зелена. Ова е поинтересна, веќе има линии на нејза, нема потреба да ја декорираш дополнително. Да. И потребеста ми е така поубава, баш свежа. Жива е, свежа. Може таа за едната бања. Таа ќе биде многу симпатична. Ај друго. Ќе преминеме на новите модели да ти ги покажам, затоа што овие се тука веќе познати за тебе. Да, за мене. Да. Ова е тука на крем. Добро. Кафенко. Повеќе. Ова е интересно. Овие имаат интересни декори. Има.
специфично е тоа што моментално декорите се многу ефтини. Одам на парче, меѓутоа има многу пристапна цена. Овие се други кои не одговарат. А ова е интересно. Ова е добро. Ова е исто од новата колекција на Керос. Тридимензионален е декорот, интересен, необичен. Необичен, марокански малку изгледа и тоа баш ми се допаѓа. Може ова за втората бања, може. Ај сега уште сино. Да, сино има тука една Зеленка, ама добра не е таа. Чекай, свежа исто. Ми личи како зелената, не. Нешто друго. Ова е интересно. имаме во комбинација со други декори, многу поинтересни од нив. Ова тука што срски изјавак. Да. Ово е исто со пристапна цена И декорот е што вака се? 3D како предходниот и се допаѓа вака може. Вака многу убаво изгледа плочката. Така. И ќе имаме уште за подните плочки низ ходници во бањите, кујна и така натака, тоа ќе избереме заедно. Една сакам да биде некоја што со сите три комбинации ќе може да ни се Некоја неутрална боја. Некоја сива, така. Мислам дека Може. добро ќе биде. Супер. Секоја бања ќе биде во различна боја, исто како и секој од становите. Најмалечката во единицата ќе биде дречливо зелена и бела, зашто сметав дека во малечка бања бела боја со една силна боја ќе направат да изгледа одлично и покрај недостатоците. Најголемата ќе ја решам со покласични плочки со мермерест лик, но со интересен декор во коцкички. И пак рушиме за влезната врата. Истовремено ќе мора да се дозида и нов зид за да се дефинира отворот. На завршениот отвор се монтира новата врата нарачана од Мега. Истовремено тука се и гипсарите кои почнуваат да работат и долго време ќе се задржат. Мојата желба беше да се коригира, но имаше позиции кои мораат целосно да се изменат. Има еден проблем на третиот стан, кој има само една можна солуција. Тоа е природното вентилирање на просторот, кое со кровни прозорци не е секој пат можно. Кога врне, кога паѓа снег, едноставно не можете да отворите. А можно е со специјално изработен систем кој го изнесува нечистиот, а внесува чист воздух. Системот за вештачка вентилација се изведува во градежна фаза во која што има фронт за работа. Значи треба се постават канали кои ќе го третираат воздухот што влегува во објектот и воздухот што излегува. Во овој случај на станов фазата е окей, значи ние може да влеземе над гипс картонот и да ги поставиме каналите што ќе го третираат воздухот. Го произведуваме системот во Македонија со тоа што им кажуваме на луѓето дека овој систем ќе им даде прво економска оправданост, второ ќе им даде комфорт дополнителен и трето ќе им даде можност да го изолираат вентилирањето преку врати и прозори, кои што во урбана средина знаете какво е во моментот, во Скопје поготово. Во овој стан ќе може корисникот на станот или корисниците колку души да се, значи ќе добиваат во цело време свеж воздух, кислород. Во овој стан никој пат не беше запрашено, зачадено, токму благодарение на овој систем. Станот се затвора, се бојадисува и се прават потребни корекции.
Јас треба да идам. Значи тука ни стои ова за соларот. Да горе еве го бележавме за рекуператор. Местото. Тој контролер ваков некој, нема како. За миле, кабел ни треба 3 по 2,5 до горе да пушти. До рекуператорот и од таму до овдека уште еден за контролер. Тоа е едно, ќе ти се јави Славе лимарот, сега ќе дојде. Добро, да ги запне сите дупки и да направи понуда за улуци и да слушате сите. Чао. Чао. Додека Јана ме заменува на терен, јас одам да набавам ламинат. Ми рече ќе ми покажеш нешто. Тоа е веќе новиот артикол. Во принцип две како колекција се веќе два избора има, од 8 мм и од 12 мм. Како се вика? Импресив и Импресив Ултра. Значи ултрата е веќе за подебелата варијанта од 12 мм, со тоа што и двата имаат веќе 33-та класа на отпорност. Значи 33 не беше за високофреквентни простори. Тоа е веќе Мене ми одговара тоа, бидејќи станови за издавање, нели? Так, со тоа што отпорноста е уште поголема од класичните ламинати што се на пазарот. Веќе доаѓа со 10 годишна гаранција за употреба во бања. Јас мислам да те прашувам дали можело во кујна да се става. Нема проблем никаков во кујна. Добро, дизајните ги гледам, значи нешто ќе ми одговара во овие неутрални тонови, дали ова, тука тие 4-5 тона ми одговараат. Она што би сакала да те прашаме во иднина, кога некаде ќе ставам ваков ламинат во бања, како се решаваат нештата околу падовите, сливниците, рабовите и така натака. Значи како фактички се заштитуваме од вода. Значи подготовката е претходно. За самиот пат се изведува во самата кошулка, према сливник, према таму самиот пат каде треба да се буде води. Нема прекршување при споевите. Нема проблем никаков. Во самиот момент не, за многу краток период веќе си легнал во самата. Да. Со тоа што нели кај сливникот си се силиконира, на споевите исто така помеѓу ѕидот и ламинатот се силиконира и се финишира на крај со лајст. Како што се класично поставување во дневна дали во. Супер. Ова е, или ова, или ова. Не знам. Ке ти кажам, квадратура е 70 квадрати, тоа е тоа. Симфонија на осветлувањето. Егло, My Light, My Style. Производите на Егло може да ги најдете во салоните на Манекс. Мега Куманово. Комплетна опрема и обработка на интериер и екстериер за вашиот дом. Од сега и со голем салон во Скопје. Бидете креативни. Почетни курсеви за фризери и шминкери. Академија Авангард. 3 136 175. Академија Авангард. Югоекспорт Стил ви ги нуди најдобрите светски брендови за производство на мебел на едно место, по најповолни цени и со најголеми попусти. Алпле Словенија, Алф Италија, Камел Груп Италија, Калигарис Италија, Кота Италија, Натуци Едишнс Италија, Миото Дизајн Словенија. Само во Югоекспорт Стил.
Гледајте во следната емисија за станот кој го препроектирав 3 пати, но на крајот се добија 3 симпатични стана што ќе изгледаат совршено. Се наместила со нови модели, да ти кажам, тен сум импресионирана. Рече, сакам да ти го покажам новиот модел од серијата, значи програмата на Carvito. Ваков сличен модел имавте веќе, така? Да, веќе имаме, меѓутоа разликата е следна. Интересно е што може да се менува светлината, значи бојата на лустерот. Значи во варвај, ладно, бело, неутрално и сето тоа иде значи на допир на тач, на самиот лустер. Ги менуваш јачините, типот и плюс си го касиш. Друго нешто што ми исто така екстра ново и кој што е доста ултрамодерно е овој лустер, кој што исто така е со LED. Значи осветлување, 90% програмите веќе што се во производство се со LED осветлување. Секоја топка тука поединечно троши по 5 вати, дава 50-60 вати светло. Значи доколку би дошла во комбинација дневна со трапезарија би било доволно, значи за да се осветли дневен престој со трапезарија. Друг модел кој што исто така е доста ултрамодерен е овој. Да. Ја дека зад грб ми беше, не го гледам, се концентрирав на кристали. Секој поединечно може да се крива како да ги наречам прачки. Так. Значи погоре висински можеме вака некако да ги. Да, поинтересно, во зависност значи од клиентот како сака да му биде поставен, дали на дневна, дали на трапезарија. Друг интересен момент е кај овој лустер што исто така си доаѓа со свој контролор, на самиот контролор далинскот, значи може да димува. Да, интересно е сето тоа што кај сите овие нови модели може да идат на потенциометар, значи да се димуваат. Значи ова е идеално, бидејќи досега се едноледовите ни беа фиксна варијанта, нели немаше потенциометри, нема димување, нема ништо. Сега ние ќе се поиграме во еден друг стан во кој што имаме чисто функционално светло, оти ова е вака светло за душата. Да. Бидејќи се станови за издавање, треба нешто вградно, нешто едноставно, не многу скапо и да не е лесно кршливо. Така, и лед. Баш домаќински ќе најдете и вие кај нас, значи со многу мала потрошувачка, лед осветлување, а сепак ќе бидат задоволени сите тие буџетски побарувања и на клиентите. Да, ето така, баш така. Супер. И просто не ми се верува дека дотука се утепавме од работа и ништо не се гледа. Просторот е сега дефиниран, изменет. 125 метри квадратни во 3 засебни стана, од кои еден од 30, друг 35, трет 50 квадрати. Имам задача да се искористи речиси сиот мебел од стариот стан, што воопшто нема да е лесна работа. Просторите имаат се што треба, но бидејќи ќе бидат наменети за издавање, организацијски ќе бидат адекватно наместени. А местењето по кратка пауза од 7 дена. Гледајте во следната емисија за станот кој го препроектирав 3 пати, но на крајот се добија 3 симпатични стана што ќе изгледаат совршено.